Добар ден, добро дојдовте на свеченото доделување на наградите од годинешниот циклус од едукативната програма на Филозофското друштво на Македонија. Тоа вклучува, како што знаете, нели, 3 надпревари. Надпреварот по филозофија, првиот кој што се одржи, само дај ми го подсетникот, ќе се одржи периодот февруари-март. Не. Потоа надпреварот на Македонската филозофска олимпијада, кој што се одржа на 30 март, мислам, како и оној од средношколската видеолектира, делот, нели, од 14-тиот филозофски филмски фестивал, поврзан со конкурсот за најдобар филозофски есеј, кој што, нели, започна на 9 април. Одлуката на комисијата беше донесена пред некој ден, денеска го завршуваме овој дел, односно завршуваме се. Значи, ќе одиме по тој редослед, но најпрвет, нели, сакам да ви честитам на сите за вашиот постигнат успех и благодариме на учеството, на заинтересираноста и посакувам, нели, вашиот академски развој да не биде засенет, нели, од овој успех. Односно да продолжите онака како што сте започнале, односно сте се покажале на нашите надпревари. Прво беше, како што реков, државниот надпревар по филозофија. Тој се одржа по 5 пат оваа година, односно, како што знаете, ова е дел од соодветна акредитација пред Министерството за образование и наука, значи втор циклус на 3 годишни акредитации. Тој, како што веќе споменав, се започна февруари, заврши, нели, крајот на 9 март беше државниот надпревар во Скопје, на кој што учествуваа 34 ученици од 12 училишта, 10 градови. Пласманот, како што знаете, е по бодовната скала. Според тоа, на тој надпревар, нели, јавно се објавени, но еве да повториме. Трето место беа Љубица Жежова и Сонја Дончова од Славчо Стојменски од Штип и ментор Данка Јовева. Дали има некој тука од нив? Или Данка само? Да, повели да ги... Андреј ќе ги доделува наградите и ќе се слика со добитниците. Да, чекај, можем ја за сликање. Да. Честитки. Да. Седни си, после на крај ќе правиме фотка, нели, заедничка. Второ место, извини, не се седнува и ти си тука пак. Второ место беше, го изумев прости. Мелани Иванова, исто, нели, од Славчо Стојменски, ментор Данка Јовева. Треба да дојде секој момент. Паркинг место му добро. Прости уште еднаш. Да. По Мелани ќе монтираме со Мелани подоцна која ќе биде заедничката фотографија. Јас да не се мрдам од овде, добро сум позади. И прво место. Ајде, Мелани. Таман се. И ретко се случува директно на сликање. Да. Седи тука, кај одеш? Супер, честитки, Мелани. И прво место оваа година имаме 2 ученички од Свети Кирил и Методи од Неготино, ментор Даниела Гражданлиева. Добитници на прво место се Андреја Јовановска и Марија Пенкова. И за нив, нели, освен сертификати, имаме и пригодни награди од книги, списани и зборници од Филозофското друштво и Филозофскиот факултет. Повелете се добре. Почнеме првен со сертификатите.
Сега и пакетчињата. Честитки од мене. Браво. Благодариме. Види сега кој е на кој име, знаеш? Ајде. Благодариме. Вториот надпревар, за кој што денес доделуваме награди, е оној нели од Македонскиот надпревар за филозофската олимпијада, кој што се одржа на 30 март на во Раде Корчагин, значи во гимназијата, во кој што зедоа учество 12 ученици од 8 гимназии и 6 градови. Според пропозициите на ИПО, Меѓународната филозофска олимпијада, односно пишување на есеи од време трајање од 4 часа и на оценување на есеите од страна на 5-члена стручна комисија и според нели оценките на комисијата, најдобро пласирани и прво наградени те ученички беа, требаше да одат, а веќе и беа, на годинешната филозофска олимпијада која што се одржа во Хелсинки од 16 до 19 мај. Тоа се, второ место Симона Чавковска од Ибрахим Тема од Струга и првинта, пошто не се од иста, повели Симона, и Дијана Милеска Чурковска, менторката. Може тога аплауз да даде. Да. Честитки од мене. Подоцна ќе ви, бидејќи сте и наградени во третиот сегмент, подоцна ќе ви ги дадеме наеднаш сите награди. Да. Значи, прво место е, сега ако не ги измешав представите, Елена Јорданова, на тоа се сеќавам, од Свети Кирил и Методи, од Свети Кирил и Методи Неготина, од Даниела Гражданлиева. Честитки, Елена. Честитки уште еднаш. Како што реков, подоцна ќе ги доделиме наградите. А може да излезете и вие заедно да направиме, извинете, бидејќи еден циклус е тоа. А Дијана од оваа страна, наставничките едно до друго. А ја од оваа страна може. За мене може. Ако мене ме прашувате. Благодарам. Значи, наградите се состојат од комплети книги, списани и зборници од Филозофското друштво и Филозофскиот факултет. Сега, пред да продолжиме понатака, ќе ви прикажеме како секоја година можете да седнете, еден краток филм од годинешната селекција, нели, на фестивалот од краткометражна селекција. Филмот е Чучуе, ганска од Гана и Франција копродукција. Се надевам дека ќе ви се допадне. Дали е тука Атанас Чуповски сакаше да го гледа филмот? Тоа е многу важно, да. Повикај го. Да. Беше Чуповски тук? Ќе треба повторно да го повториме. Да, тоа беше краткиот филм, Чучуе, си беше еднаш. Филмот Гана и Франција продукција. Се надам ве заинтригира и доколку сте во можност, нели, повелете на некој од настаните кои што ги организираме почнувајќи од петок до наредниот четврток во рамките на 14-тиот филозофски филмски фестивал. А сега да продолжиме. Застанавме, нели, уште да наградите од средношколската видеолектира, односно конкурсот за најдобар филмософски есеј. Оваа година избор на филм ни беше Али стравот ја јаде душата од Рајнер Вернер Фасбиндер, филмски класик од 74 година, во соработка со Гете институтот Скопје.
Не знам дали е Кристина тука од ГЕТЕ, не ја гледам. Тема значи, на есејот беше стравот, предрасудите и сликата за другиот, како да се така да го пронајдеме човечкото во себе си. Тричлена стручна комисија во состав професор доктор Јасмина Поповска, доктор Марија Тодоровска и Никола Стојковски, наш колега од што предава во средно училиште од Демир Хисар, ги оцени пристигнатите 20 есеи и ја донесе следната одлука што ќе ви ја прочита Андреј. Филозофското друштво на Македонија во соработка со Филозофскиот филмски фестивал избра комисија за избор на најдобар средношколски филмософски есеј во делот на средношколска видеолектира од едукативната програма за 2024 година, инспириран од филмот Али стравот ја јаде душата од 1974 од германскиот режисер Рајнер Вернер Фасбиндер. На конкурсот пристигнаа 20 есеи кои беа разгледувани и оценувани од комисијата во состав професор доктор Јасмина Поповска, доктор Марија Тодоровска и Никола Стојковски. Во филмософската анализа на филмот на Рајнер Вернер Фасбиндер, авторите и авторките се сосредочуваат на неколку аспекти зададени во насловот на есеот, стравот, предрасудите и сликата за другиот, како да го пронајдеме човековото во себе си. Трудовите беа прочитани и оценети врз основа на следниве критериуми: оригиналноста на пристапот кон зададената тема, квалитетот на анализата на проблемите третирани во текстот, аргументацијските аспекти и стилските белези на секој од есеите, како и поврзаност, релевантност на есеот со филмската тема. Откако беа усогласени поединечните оценки, комисијава ја донесе следнава одлука. Трето место за најдобар филмософски есеј се доделува на есеот под број 13. Во есеот под број 13 од призмата на екзистенцијалистичките перспективи на Сартер и Киркегор, низ вешто декодираните сцени на филмот, авторот или авторката ќе анализира концептите на стравот, предрасудите, слободата и изборот. Во поврзувањето на врската на единката и другиот, покрај екзистенцијалистичката нота, авторот или авторката ја додава и стоичката, низ која ја потенцира нужната свртеност на човекот кон другиот, но и повторно назад, кон себе си. Користејќи философската приказна за потрага на Диоген, авторот или авторката ја констатира ништожната фактуалност на светот и човекот во него, на проблесокот на надошта, сепак го пронаоѓа во индивидуалната потрага по автентичното човечко постоење. Во есеот вешто и концизно се комбинирани аргументативните, документарните, реторичките и илустративните компоненти за јасно да ги изразат тезите на авторот или авторката. Второ место за најдобар филмософски есеј се доделува на есеот под број 4. Со опсежна анализа и високостручна елаборација, есеот под број 4 ја концептуализира филмската тематика низ три перспективи: политичкиот контекст на приказната, социолингвистичкото оформување на идентитетите, како и анализа на стравот, поконкретно стравот од оттуѓувањето, повеќувајќи се на концептот за екзистенцијално оттуѓување на Габриел Марсел. Потрага по човечноста, авторот или авторката ја гледа во потрагата по автентичноста на нашите сопствени убедувања, а не во слепо следење на менталитетот на толпата, силно афирмирајќи тезата за големата моќ на зборовите. Јасно изложената теза обидите за дефинирање на основните поими кои се користат во текстот, како и комплексноста на пристапот кон проблемот, се елементите кои се одликуваат во овој есеј. Прво место за најдобар филмософски есеј се доделува на есеот под број 12. Стравот како политички, социјален и најпосле антрополошки феномен и категоријално нишка која есеот број 12 ја зема како водилка во читањето на филмската приказна. Без да потпадне по долги философски рефлексии, без референција на филмот, ниту пак да се развлече кон простор раскажување на филмските сцени, авторот или авторката проникливо ги толкува филмските символи, вешто дофаќајќи ги сферите на јас и другиот, ирационалното и рационалното, објективното и субјективното, иманентното и трансцендентното. Клучот за надменување на ограничувањата за препознавање на другиот и различното, авторот или авторката го гледа во љубовта. Прво наградениот есеј ги следи основните методолошки правила. Структурата е разиграна без да биде конфузна. Аргументацијата на високо ниво со ненаметлива философска подработеност. Скопје, 31.5.2024 година.
Подпишани се веќе споменатите членови на комисија. Љупчево повели, прогласи ги победниците. Да. Како што, или не знам, напоменав, надпреварот е анонимен, значи само шифри броеви добива комисијата. Се слушава, да? Подоцна, нели, ние ги поврзуваме анонимните се со оние што се добиени, така го утврдуваме идентитетот на трите првопласирани места. Но пред тие да ги откријам, да ви кажам во што се состојат годинишните награди. Значи, книги, списања и хонорари од Филозофското друштво на Македонија, книги од Филозофскиот факултет во Скопје, издавачката куќа Азбуки, македонски филмови од Кинотеката на Македонија, стипендии од едногодишна стипендија, значи 3 едногодишни стипендии од Универзитетот Прима, за оние кои што ќе се одлучат, нели, да студираат на овој универзитет, и пригодни награди од Гете институтот во Скопје. Исто така и прва наградениот есеј ќе биде објавен во списанието Филозофска трибина во есенскиот број. Сега вака, значи по утврдувањето на идентитетот востановивме дека трето место на овој надпревар е за Симона Чавковска од доктор Ибрахим Тема од Струга и со ментор Дијана Милеска Чурковска. Повеле. Повеле. Честитки уште еднаш. Мислам дека само една година имавме, кога имавме во трите компетиции, нели, една ученичка, таа претпоставаме тука нема да ја открива идентитетот. Меѓутоа, нели, ова е голем успех во две компетиции. Второ место, Елена Јорданова од Свети Кирил и Методи од Неготино и ментор Даниела Гражданлиева. Така што би рекол Андреј, дозволен аплауз, дори се препорачува. Честитки уште еднаш. И конечно, прво место оваа година над преварот за средношколска видеолектира Методи Стојанов од Славчо Стојменски Штип и ментор Данка Јовева. Повелете. Неговата награда се разликува бидејќи ранецот е од Гете институт. Па немаше потреба, нели? Беше згодно да се стави се внатре. Честитки Методи и Данка. Добро, останете тука. Сега би ги повикал трето и второ пласираното првин, да направиме едно групно кадро од овој сегмент. Пак ќе се групирате наставничките. Супер. Останете уште. Сега би ги повикал останатите кои што беа наградени со нивните ментори. Тука се менторите, добро. Да. Чекај, не ме такате на крај сега. Измешајте се. И доколку имате роднини пријатели, повелете на сцена. Родители. Да. Ајде во последно кадро и после сте слободни. Се разбира, не со камшик не тераме, но препорачано е и ова.
Во ред, и благодарам уште еднаш за сите. Така, правиме поединечни, за да го затвориме само официјално ова. Значи, со ова официјалниот дел од денешното или годинешното доделување на награди од едукативната програма што ги организира Филозофското друштво на Македонија, значи, од сите три вида надпревари се завршува. Благодарам нели на присуството, ви посакувам добар успех понатаму и во животот и во кариерата и се гледаме наредната година нели уште поубави.